Бисмилахирахманирахим. Вие го слушате вториот дел од книгата Светска криза и патот до мирот. Ова е збирка на говори и писма од Хазрети Мирза Масрор Ахмад, имам и поглавар на Ахмадија муслиманскиот джемаат, петтиот наследник на ветениот Месија. हुस्न के जादू मुझे दीवाना बना दे. Исламското гледање на глобалната криза. Бисмиллахир рахмани рахим. Во името на Аллах милостивиот, дарителот без барања, сомилосниот. Пред се, сакам да им се заблагодарам на сите почитувани и уважени гости, членови на парламентот и заслужни членови, екселенции, кои му дозволија на водачот на една верска организација да им каже нешто. Јас сум им крајно благодарен на нашата почитуван член на парламентот Џастин Грининг, член на парламентот од нашата област, која направи многу околу организирањето на овој настан поради една мала заедница од нејзината изборна единица по повод 100 годишнината од нејзиниот халифат. Тоа ја покажува нејзината величина, отвореност на срцето и грижата за чувствата на секој народ и заедница кои живеат во нејзината изборна единица. Иако Ахмадија муслиманската заедница е мала заедница, таа е носител на стандарди и е представник на вистинското учење на исламот. Покрај тоа, јас морам да кажам дека секој Ахмади муслиман кој живее во Велика Британија е предан жител на оваа земја и ја сака, а ова се засновува на учењето на нашиот пратеник салаллаху алейхи веселем, кој ни нареди дека љубовта кон својата земја е составен дел од нашата вера. Учењето на исламот понатаму го образложи и истакна основачот на Ахмадија заедницата, за кој ние веруваме дека е ветениот Месија алейхи селам и реформатор на ова доба. Тој рекол дека со објавувањето на неговото тврдење Семокниот Бог на него натоварил два големи товара. Едниот е должноста кон Бога, а вториот е должноста кон Божјото создание. Тој понатаму рекол дека исполнувањето на должноста кон Божјото создание е најтежок и најчувствителен предизвик. Можеби, во однос на халифатот се плашите дека ќе дојде време кога историјата ќе се повтори и дека можеби ќе започнат нови војни како резултат на овој облик на раководење. Меѓутоа, дозволете ми да ве уверам, иако ова обвинување е изнесено против исламот, ако даде Бог, Ахмадија хилафет секогаш ќе биде препознаен како носител на стандардите за мир и хармонија во светот и ќе и биде верен на земјата во која живеат неговите членови. Ахмадија хилафет е овде за да ја овековечи и продолжи мисијата на Месијата и Махдија, така што не постои никаква причина да се плашите од хилафатот. Овој хилафат на членовите на заедницата им го свртува вниманието кон исполнување на овие две обврски, поради кој дојде ветениот Месија алейхи селам, и како резултат на тоа настојува да создаде мир и хармонија во светот. Бидејќи времето е ограничено, јас ќе поминам на следната тема. Ако непристрасно ги анализираме претходните векови, ќе забележиме дека војните во тој период реално не биле верски војни. Тие по природа биле географско-политички. Дури и кај денешните судири, забележуваме дека тие се случуваат поради политички, територијални и економски интереси. Јас се плашам дека во поглед на правецот кон кој се случуваат работите, политичката и економската движечка сила на големите земји, светот можат да го доведат до светска војна. Со ова ќе бидат погодени не само сиромашните земји во светот, туку и богатите нации. जो मर ना सके मुझे
Поради тоа, должноста на големите нации е да најдат решение за да го спасат човештвото од работ на пропаста. Британија е исто така една од земјите која има влијание во развиениот свет, како и во земјите во развој. Вие можете да го упатите светот, ако тоа го сакате и ако ги исполните барањата на правдата и еднаквост. Ако го погледнеме минатото, Британија имала власт во многу земји и зад себе оставила висок стандард на правда и верска слобода, особено на полуостровот на Индија и Пакистан. Ахмадија муслиманската заедница е сведок на тоа и основачот на Ахмадија заедницата секогаш имал зборови на пофалба за британската влада поради нејзината праведна политика и овозможување на верските слободи. Кога основачот на Ахмадија заедницата ја честител 60 годишнината од владеењето на нејзиното височество, кралицата Викторија, и ја пренел пораката на исламот, го молел Бог со оглед на начинот на кој британската влада еднакво ги исполнувала барањата на правда, возвишениот Аллах дарежливо да ја награди. Според тоа, нашата историја покажува дека секогаш сме ја признавале оваа правда, која Британија ја покажуваше, и се надеваме дека и во иднина таквата правда ќе остане карактеристична одлика на британската влада, не само во поглед на религијата, туку во секој поглед, и дека никогаш нема да ги заборавите своите вредности од минатото. Денес во светот постои голем неспокој и вознемиреност. Гледаме дека избиваат војни во мали размери, додека во другите области големите сили се обидуваат да доведат до мир. Ако правдата не биде исполнета, големиот пожар и пламенот на локалните војни може да се прошири и да го зафати целиот свет. Поради тоа, моето понизно барање до вас е да го спасите светот од уништувањето. Јас сега накратко ќе раскажам какво е исламското учење во врска со мирот во светот, односно како може да се воспостави мир во светот во светлината на ова учење. Мојата молитва е оние на кои ова учење првобитно им е упатено, а тоа се муслиманите да бидат во состојба да се однесуваат во склад со него, за да создадат мир во светот, но исто така тоа е должност на сите земји на светот, на сите големи сили или влади да постапуваат на ист начин во склад со тоа. Денес, во ова доба, кога светот буквално се собрал во едно глобално село, како што некогаш порано не можело да се замисли, ние мораме, како човечки суштества, да ги сватиме своите одговорности и треба да настојуваме да посветиме внимание на решавање на прашањата на човечките права, кои можат да помогнат да се воспостави мир во светот. Јасно, овие обиди мора да се потпираат на честни постапки и на исполнување на правдата. Помеѓу останатите проблеми на денешницата, еден од проблемите кој не се појавува директно е и проблемот на религијата. Одредени групи на муслимани користат недозволени средства и бомбаши самоубийци, кои бомбите ги фрлаат во името на верата за да убијат или да ги повредат оние кои не се муслимани, вклучувајќи ги и војниците и невините цивили, и во исто време нечовечно убиваат невини муслимани и деца. Оваа сурова постапка потполно е неприфатлива во исламот. Поради ужасното однесување на таквите муслимани во немуслиманските земји се создала сосема погрешна представа и како резултат на тоа одредени делови од општеството отворено зборуваат против исламот, додека другите, иако не зборуваат отворено, во своите срца немаат позитивно мислење за исламот. Тоа во срцата на луѓето од запад и од немуслиманските земји создало недоверба и наместо да се подобрува ситуацијата, токму поради овој став на мал број на муслимани, реакцијата на оние кои не се муслимани секој ден станува се полоша. Прв пример на ова реакција е нападот на карактерот на честниот пратеник на исламот, салаллаху алейхи веселем, и на честниот Куран, светата книга на муслиманите. Во оваа ситуација, ставот на британските политичари
на која партија и да припаѓаат, и на интелектуалците на Британија, бил поинаков од ставот на политичарите на други земји, и јас поради тоа ви се заблагодарувам. Каква е користа од навредувањето на таквите чувства, освен зголемување на омраза и одбојност? Таа омраза само ги поттикнува муслиманските екстремисти да започнат неисламски дела, што за возврат на другите им дава прилика на виделина да го изнесат своето спротивставување. Меѓутоа, оние кои не се екстремисти и кои длабоко го сакаат честниот пратеник на исламот, салаллаху алейхи веселем, страшно се повредени со овие напади и во оваа Ахмадија џемаат заедница е начело. Нашата единствена и најважна задача е на светот да го покажеме совршениот карактер на честниот пратеник, салаллаху алейхи веселем, и преубавите учења на исламот. Ние кои ги уживаме, ние кои ги уважуваме и почитуваме сите пратеници, алейхи селам, и веруваме дека тие се веровесници, пратени од Бог, ништо непристојно не можеме да кажеме против било кој од нив, но премногу сме разочарани кога ќе ги слушнеме неоснованите и невистините обвиненија против нашиот пратеник салаллаху алейхи веселем. Сега, во ова време кога светот повторно се дели на блокови, екстремизмот се шири, финансиската и економската ситуација станува се полоша и затоа постои голема потреба да престанат сите видови на омраза и да се положат темелите на мирот. Тоа може да се постигне само со почитувањето на сите видови на меѓусебни чувства. Ако тоа не биде направено како треба, искрено и безпрекорно, тоа ќе премине во неконтролирани случувања. Го почитувам тоа што економски силните земји на Западот великодушно им одобриле на луѓето од сиромашните и неразвиени нации да се населат во нивните држави, меѓу кои и на муслиманите. Вистинската правда бара чувствата и праксата на овие луѓе да се почитува. Единствен начин на кој може да се задржи мирот е со добродетелта. Треба да запомниме дека кога мирот на човекот е загрозен, тоа исто така лошо влијае на мирот во општеството. Како што веќе кажав, благодарен сум на британското законодавство и на политичарите поради исполнувањето на барањата на правда и за немешање на религиските работи. Тоа е всушност учењето на исламот кој ни го дал честниот Куран. Честниот Куран вели: нема присила во верата. Оваа наредба не само дека возвраќа на обвиненијата дека исламот се ширел со меч, туку исто така на муслиманите им кажува дека прифаќањето на верата е ствар помеѓу човекот и неговиот Бог. И вие ни на кој начин не треба да се мешате во тоа. Секому му е одобрено да живее со својата вера и да ги извршува своите верски обреди. Меѓутоа, ако било што се направи во име на религијата, а го навредува другиот и оди против законот на земјата, тогаш законот треба да делува, бидејќи ако некој во име на религијата постапува насилнички, тоа не може да го представува било кој Божји пратеник. Ова е темелен принцип за воспоставување на мир како на локално, така и на меѓународно ниво. Понатаму, исламот не подучува дека ако ја смените верата и ако тогаш општеството, групата или владата се обидуваат да се мешаат во извршувањето на вашата верска пракса, а потоа околностите ќе се променат во ваша корист, морате да запомните дека не смеете да имате било каква злоба или непријателство. Не мислете на одмазда, туку наместо тоа воспоставете мир и еднаквост. Честниот Куран вели: о верници, бидете цврсти поради Аллах, сведочете во името на правдата и непријателството на некој народ, нека не ве наведе да постапувате неправедно. Бидете праведни, тоа е најблиску до богобојазливоста. Истравувајте од Аллах, на вистина е Аллах секогаш известен за она што го правите.
Ова е учење за мир во општеството. Никогаш не се одвојувајте од правилата, дури кога тоа се однесува и на вашите непријатели. Раната историја на исламот ни покажува како се следело ова учење и како сите барања на правдата биле исполнети. Јас не можам да дадам многу примери за тоа, но историјата сведочи дека по победата над Мека, честниот пратеник салаллаху алейхи веселем не презел никаква одмазда кон оние кои го мачеле, туку им простил и дозволил да се држат до својата вера. Денес мирот може да биде воспоставен само ако кон непријателите бидат задоволени сите барања на правда, не само во војните против верските екстремисти, туку и во сите останати војни. Само таков мир е долготраен. Во минатиот век се водеа 2 светски војни. Што и да биле причините за тоа, ако подлабоко погледнеме, се истакнува само една причина, а тоа е дека во прв ред правдата не била задоволена. Како реакција, она што се сметало за изгаснат оган, се покажало како искра, која продолжила полека да гори, разгорувајќи се на крајот во пламени и го завиткала целиот свет по втор пат. Денес расте вознемиреноста и војните се чести, а обидите за мир стануваат предходница за уште една светска војна. Понатаму, сегашните општествени и економски проблеми ќе бидат главен повод за отежнување на ситуацијата. Честниот Куран дал неколку златни принципи за воспоставување на мирот во светот. Познато е дека лакомоста е причина за порастот на непријателството. Понекогаш таа се покажува во територијалните претензии и во грабежот на природните богатства или во наметнувањето на превласт со сила и надмогност на другите. Ова доведува до суровост, било да е тоа од немилосрдните деспоти кои ги одземаат правата на луѓето и ја докажуваат својата надмоќ во потрага кон своите одредени интереси, или пак од страна на сила која напаѓа. Понекогаш плачот и немирот на сурово третираните луѓе го повикуваат на дворешниот свет. Но како и да е, честниот пратеник на исламот салаллаху алейхи веселем нас не подучил на следниот златен принцип: помогни му на својот брат, залим и мазлум, на неправедникот и на оној над кого е направена неправда. Еден од асхабите рече: О Аллахов пратенику, ќе помогнам ако е мазлум, но како да помогнам кога е залим? Алейхи селам рече: да го спречиш да не направи насилство, тоа навистина му е помош. Овој принцип се протегнува од најмалите ткива на општеството, па се до меѓународно ниво. Во врска со ова, честниот Куран вели: ако 2 дружини на верници се судрат, помирете ги едни со други. Ако една од нив направи насилство на друга, борете се против онаа која направила насилство, се додека не се вратат на Аллаховата наредба. А ако се вратат, помирете ги по правда и бидете праведни. Навистина Аллах ги сака праведните. Иако ова учење е за муслиманите, исполнувањето на овој принцип може да создаде темел на мирот во светот. На почетокот објаснив дека исполнувањето на правдата е прва работа во одржувањето на мирот. Иако и покрај почитувањето на принципот на правда, напорите да се воспостави мир бидат неуспешни, тогаш обидете се и борете се заедно против страната која направила престап и продолжете се до времето кога престапничката страна не биде подготвена за мир. Кога престапничката страна ќе биде подготвена за мир, барањето на правдата е: не барајте одмазда, не наметнувајте ограничување или забрани. На секој начин внимавајте на престапникот, но во исто време настојувајте да ја поправите неговата ситуација. Со цел да се острани немирот кој денес преовладува во поединечни држави и некои муслимански држави се за жал истакнати меѓу нив, треба да се направи анализа. Тоа особено треба да го направат државите со право на вето, да се одреди дали правдата била задоволена како треба или не. Кога и да е потребна помош, рацете се испружуваат кон моќните нации.
Како што веќе кажав, ние сме сведоци дека историјата покажува дека британската влада секогаш ја поддржувала правдината и тоа ми даде храброст да го свртам вашето внимание на овие нешта. Друг принцип на кој сме подучени со цел за воспоставување на мир во светот е дека не треба со лакомост да гледаме на имотот на другите. Честниот Куран вели: и не фрлај го погледот твој кон привремената корист која ние им ја дадовме на некои групи од нив за убавината на овој земски живот, за да ги искушаме. Лакомоста и завидноста кон имотот на другиот е причина за растечкиот немир во светот. Надпреварот со комшијата доведува до бескрајна лакомост и го уништува општествениот мир. Кога почнува надпреварот на национални основи, тоа доведува до уништување на светскиот мир. Ова историјата го докажала и секој разумен човек може да заклучи дека желбата кон имотот на другите луѓе предизвикува зависта и лакомоста да растат. Затоа Семокниот Бог вели дека треба да внимаваме на своите богатства и да извлечеме корист од нив. Напорот да се стекне територија е поради користа од природните богатства. Групирањето на нации и создавање мокни блокови е само поради стекнување на природните богатства на одредени земји. Во поглед на ова, еден број на автори кои претходно работеле како советници на влади, напишале книги и во нив во детали зборуваат како поедини земји настојуваат да добијат контрола врз богатството на другите нации. Колку се овие писатели вистинити, ними ме најдобро познато и Бог најдобро знае. Но читањето на овие податоци предизвикува сериозна мачнина во срцата на оние кои се верни на своите сиромашни земји и тоа е главна причина за порастот на тероризмот и за надпреварот во наоружувањето. Сега светот себе си се смета за потрезвен, посвесен и пообразован одошто во минатото. Дури и во сиромашните држави постојат интелигентни души кои се истакнале во своите области. Високоинтелектуалните умови работат заедно во истражувачки центри во светот. Под такви околности би требало да замислиме дека луѓето се здружиле и заеднички настојуваат да ги отфрлат погрешните начини на размислување и глупостите од минатото, кои довеле до непријателство и до страшни војни. Од Бога дадениот интелект и научен напредок треба да бидат употребени за подобрување на луѓето и за пронаоѓање на праведни начини за искористување на тугите богатства. Бог на сите им дал природни богатства, кои во целост треба да се искористат за светот да го претвориме во дженнет на мирот. Бог на многу земји им подарил извонредна клима со бујна вегетација. Ако на правилен начин би се примениле технолошките достигнувања, тогаш економијата може да се засили и гладот ќе го снема од земјата. На земјите кои имаат минерални богатства, треба да им биде дозволено да тргуваат по прифатливи цени и отворено, и секоја земја треба да има корист од богатството на друга земја. Ова треба да биде правилен начин кој возвишениот Бог најповеќе го сака. Семокниот Бог ги праќа своите веровесници на луѓето за да им ги приближат начините на приближување на Бог. Во исто време, Бог кажува дека во верата владее потполна слобода. Според нашите верувања, наградата и казната ќе дојдат по смртта. Но во системот кој Бог го посветил, кога суровоста ќе биде наметната на неговите суштества и правдата и честа ќе бидат занемарени, тогаш по законите на природата последиците ќе се почувствуваат и на овој свет. Можеме да ги видиме реакциите на таквата неправда и нема никаква гаранција дека реакциите ќе бидат правилни или погрешни. Вистинскиот начин да го освоиме светот е во напорот на сиромашните нации да им ја дадеме положбата која им припаѓа. Главното прашање денес е економската криза која е наречена кредитен слом. Честниот Куран не упатува како треба да ја избегнуваме каматата, бидејќи таа е проклество и за семеен, и за национален, и за меѓународен мир.
Предупредени сме дека оној кој ќе прими камата еден ден ќе биде како оној кој шејтанот го погодил со лудило. Затоа ние муслиманите сме предупредени да престанеме да тргуваме со камата, за да го избегнеме ова проклетство, бидејќи парите кои се добиваат од камата не го зголемуваат вашиот имот. Неминовно доаѓа времето кога настапува неговото вистинско дејство. Понатаму не подсетува дека не ни е дозволено да влегуваме во работа со камата, бидејќи таквата работа представува војна со Бог. Овој факт е очигледен од сегашниот кредитен слом. На почетокот имало поединци кои позајмиле пари да купат имот, но уште пред да можеле и да ја вратат сопственоста над имотот, починале преоптоварени со долгот. Но сега владите се тие кои се преоптоварени со долг и како да се погодени со лудило. Големите компании паднале под стечај. Многу банки и финансиски институции се затворени или работат со гаранција. И оваа ситуација преовладува во секоја земја, без оглед дали е сиромашна или богата. Вие подобро од мене знаете за кризата. Парите на вложувачите се избришани, сега од владите зависи до која мера ќе ги заштитат. Но сега мирот на семејствата, на деловните луѓе и на премиерите во повеќето земји на светот е уништен. Зарем оваа ситуација не ни покажува дека одиме кон логичниот заклучок на предупредувањето кое ни било дадено многу порано. Само Бог знае какви ќе бидат понатамошните последици од оваа ситуација. Семокниот Бог рекол да дојдеме кон мирот кој може да биде гарантиран само со чиста и корисна трговија и со богатства кои се ставени на располагање на соодветен и чесен начин. Сега јас завршувам со излагањето на гледиштата на нашето учење со подсетување дека вистинскиот мир на светот се наоѓа само во свртувањето кон Бог. Нека Бог го оспособи светот да ги разбере овие гледишта, само тогаш ќе се исполнат правата на другите. На крајот, јас повторно се заблагодарувам на сите вас кои дојдовте и ме слушавте. Благодарам многу. दीवाना बना दे मुझे, दीवाना बना दे. Денес го завршивме вториот дел од книгата Светска криза и патот до мирот. Еселаму алейкум.